Дебоите на Националниот парк Пелистер. Само на десетина километри од Битола, на запад во правец на Охрид, се наоѓа Националниот парк Пелистер, кој е дел од големиот планински масив познат под името Баба планина. Но пред да се дојде до неговото средиште, некаде на раскрсницата позната како Црвени петли, лево оди патот кон селата Дихово и Нижополе, откаде нагоре преку местноста Дебел Рид се стигнува пешки за 3-4 часа во паркот. А десно од споменатата раскрсница, патот води низ селата Трново и Магарево, поминувајќи покрај детското одморалиште и информативниот центар, познат и како топоним Вилата на Лазо. Потоа, пак лево, се доаѓа до хотелот Молика како едно од централните места на Националниот парк. Всушност, ова е главниот асфалтиран пат, низ паркот водат и други поголем број планински патеки кон останатите негови дестинации. Воскитени од неговите убавини, на Пелистер доаѓале, пишувале или се искажувале голем број посетители, патници, намерници и случајни минувачи. Сите тие воедно се сложуваат дека многу ретки се ваквите планини, не само кај нас, туку и многу пошироко на овие балкански простори. Има нешто во овој чудесно убав дел на Баба планина, по чиј највисок врв го добил името овој планински простор. Голем е бројот на автентични содржини во неговиот ареал, што се типични само за овој планински убавец. Тие сами по себе го прават единствен и неповторлив. Ова најдобро го потврдуваат научниците и уметниците. И не само тие. Тој е посебен и по една друга доста значајна карактеристика, а тоа е непосредната меѓусебна зависност и блискост со исто убавиот град под Пелистер, Битола. Впрочем, треба само да се дојде во градот под Пелистер, па ќе се види колку е блиска таа врска меѓу нив. И најмала прошетка по предпознатливите битолски знаменитости. Името Пелистер е неизбежно на фирмите низ чаршијата, Широксокак и останатите улици, тротоари и други. Дури поголем број битолчани и своите миленици ги крстиле со ова име. Велат тоа е така поради големата љубов кон најубавото чедо на баба. Ваквата меѓузависност помеѓу градот и планината представува и грижа на овдешните граѓани, сето ова богатство да се зачува и на организиран начин, да се покаже заедничка подготвеност, тоа да остане како вечен споменик на природата. Ова е уште позначено во времињава во кои се живее, кога се повеќе е присутна опасност од деградација на одредени вредности на природата, а со тоа некои од нив и да се изгубат за секогаш. Со тоа негативно се влијае не само на материјален, туку и на духовен план на животот. Инаку таа непрекината нишка не помалку е присутна и како инспиративна врска меѓу човекот, природата и уметноста, односно музиката, сликарството, архитектурата, фолклорот и слично. Повеќе уметници кои биле на Пелистер не го кријат своето задоволство од она што им го возможила планината како поттик за создавање на нови дела. Што се однесува за намерата, зошто овие редови решивме да ги претвориме во еден посебен видеозапис на телевизиска камера. Причина за тоа се токму убавините на Пелистер и решеноста на граѓаните на Битола и пошироко на Македонија да ги зачуваат истите за навек. Институционален начин за заштита на природата, форма на национални паркови, бил познат уште поодамна во земјите кои имале вакви природни богатства. Тие имале не само локално, туку и глобално значење. Во таа насока и нашата земја уште пред повеќе од половина век ги презема неопходните мерки за заштита на оваа природно наследство од делот на Баба планина, за кој станува збор во нашава приказна. Во тој контекст е и поводот за снимање на оваа емисија. Точно на 30 ноември 1948 година, со указ, а потоа со закон, Президиумот на Народното собрание на Македонија донесува одлука за формирање на Националниот парк Пелистер. Тоа е прв национален парк во Македонија и потогашна Југославија. Во законот покрај другото е речено: главната задача на управата на Националниот парк Пелистер
се состои во грижата да се сочува природниот изглед на пределите, животинскиот и растителниот свет во нив, градежните објекти, како и сите други особини на пределите, и сето тоа да се уреди така, како може најдобро да послужи на целите поради кои овие предели се прогласени за национален парк. Според тогашното решение во законот, површината на паркот била 12.500 хектари. Многу подоцна во 2007 година неговите граници се проширени и денес тој се простира на 17.150 хектари. Во членот 1 од законот за новото проширување е забележано дека просторот на дел од планината Пелистер се прогласува за национален парк заради заштита на неговата биолошка и пределска разновидност, кои се од исклучително значење за заштитата на природата. Годинава се навршуваат 60 години од формирањето на Националниот парк Пелистер, временски период доволен да се направат потемелни согледувања за неговиот евидентен растеж, како посебна институција која се грижи за афирмација на природното богатство во нашиот регион. 6 децении некој да работел на заштита на едно широко планинско подрачје, дејност општествено насочена и програмски извршувана, представува вистински пример кога е во прашање зачувување на природата. Тука пред се мисли на неколкуте генерации досега вработени во Националниот парк, потоа институциите на државата, невладините организации, бројните асоциации, љубителите на планината и сите генерации, вклучувајќи ги оние од пред повеќе векови кои го оставиле Пелистер и целиот негов простор вака убав. Ете токму тука е одговорот зошто битолчани и другите кои го посетиле паркот изразуваат толку голема љубов кон него. При ова останува само уште прашањето, дали секој поединец подеднакво се однесува на ваков начин кон природата. Големите пожари што се појавија неодамна и во нашата околина не тераат на размисла дека чувањето на природното богатство, вклучувајќи го и ова на Пелистер, бара непрекината активност на сите во градењето, како на колективната, така и на поединечната свест, за уште поодговорен однос кон ова прашање. Со цел перманентно да се води грижа, ова неповторливо богатство да остане онакво какво што го дала природата, со сите потребни ангажирања, тоа постојано да се негува, штити и развива. Во најновите законски определби, меѓу другото, во Националниот парк Пелистер се предвидуваат бројни ангажирања и задачи што стојат пред оваа јавна установа. Таа ги презема сите можни активности за воспоставување стабилност на еколошките процеси и биолошката и пределската разновидност, преку трајно зачувување на репрезентативните природно-географски карактеристики. При тоа се водат максимални грижи, користењето на постојаното богатство да се врши без оштетување на деловите на природата, со што помали нарушување на природната рамнотежа, вклучувајќи го и одржувањето и управувањето со компонентите на постојната разновидност на паркот. Во оваа насока се воспоставени и 4 зони, и тоа зона на строга заштита каде се вршат главно сите научно-истражувачки активности. Потоа зона на активно управување, каде се работи на реставрација, ревитализација и рехабилитација на екосистемите и останатите елементи на пределот. Во третата зона на одржливо користење посебно се води сметка постојните работи да бидат во целосна форма на зачувување на компонентата на биолошката разновидност и одржување на природната рамнотежа. Во четвртата зона, именувана во законските одредби што се поврзани со постоењето на Пелистер како заштитен појас, се спроведуваат сите активности предвидени во претходните зони, во кои се бара задолжително да се применуваат мерките за заштита и при вршење на стопански дејности. Преку прошетката со камерата низ планината ќе се направи обид да се доловат на интересните нејзини содржини, што ја прават атрактивна, неповторлива и автентична, со многу своји особености. За сето тоа всушност, овде во малку потесна смисла што е прецизно заокружена и мерена со квадратни километри,
станува збор за Националниот парк Пелистер, познат и по голем број природни феномени. Тој се наоѓа во југозападниот дел на Република Македонија во познатиот планински масив именуван како Баба, односно Баба планина. Неговата должина изнесува 50 километри. Гледано од макрорелјефната страна, на овој гребен има поголем број атрактивни врвови и возвишенија, повисоки од 2000 метри. Сите тие меѓусебно се одделени со прекрасни долини, што е уште еден показател за примамливоста да се престојува тука. Некаде во средината меѓу овие врвови гордо се извишува највисокиот Пелистер, чија височина изнесува 2601 метар. Натаму Стив 2468 метри, Козји камен 2020 метри, Широко стапало 2435 метри, Мала и голема чука, Партизански врв и други. Оттаму се гледаат величествени панорами, на исток кон Пелагонија и кај Макчелан, а на запад кон Преспа, Преспанското езеро и Галичица. Оние кои ги доживеале овие гледки велат дека утринските сончеви кругови, што ги заобиколуваат врвовите и сите нивни карпи и зеленило, создаваат вистинско естетско сладострастие. И спокој на душата од доживеаното и виденото. Како национален парк, Пелистер е познат и по она што може да се забележи низ него како меѓусебна корисна врска меѓу природата и човекот. Овде се има впечаток дека на вистина таа не само што е потребна, туку и неразделна меѓу нив. Се чини, тука најдобро се дополнуваат едни со други. Даровите на природата можат да имаат своја цена, само соучество на умот и разумот на човекот. Практично се што е наоколу убаво е заедничко дело на двата субјекта. Се гледа дека едно без друго нема да биде тоа што го нарекуваме одржлив развој на планината, на паркот. Во него сретнуваме речиси на секој чекор нешто што го направил човекот. Изградени се пристапни патишта, клупи, маси, настрешници, мостови, видиковци, објекти за престој и слично. Но и хранилишта за дивите животни. Пробиени се потребните шумски патеки, обележани повеќе видови патеки, поставени се туристички и други паноа, печатени се наменски карти, итинерери, бедекери, плакати, аудио и видеоматеријали и други. Без сето ова што го направил човекот, не ќе биде планината она што сакаме да биде. Привлечна, безбедна, мила и достапна за голем број нејзини љубители. За возврат таа дава многу, но заедно со човековиот ум и разум таа нуди уште повеќе. Затоа за битолчани Пелистер е еден и свој налик, тука нема. Во врска со геолошките карактеристики тука најчесто се сретнуваат метаморфни карпи, палеозојски шкрилски, гранитоиден гнајс и гранит, чија старост се смета дека изнесува над 450 милиони години. Пелистер влегува во Родопскиот систем на планини. Тој е најјужната планина на која се уште останале поголем број алпски особености. Како резултат на разновидниот геолошки состав и тектоника, на Пелистер се сретнуваат и многу интересни релјефни појави, како што се камени реки, слизнати блокови, камени мориња, остри карпести гребени, натрупани карпести громади и други. Меѓу ваквите облици посебно го сретнуваме погледот на посетителите на познатите морени, односно камени реки. Тоа се наклони на релјефот, исполнет со исцитнет карпес материјал, составен од разни блокови гранити, габрови и кварцни шкрилци и други материјали, натрупани без некој посебен ред, едни врз други. Нивното создавање се поврзува со некогашните силни тектонски движења во времињата кога тука владеела снежна клима.
Големите температурни разлики биле причина овој блоковски материјал постојано да биде подложен на лизгање од високите делови на планината кон пониските нејзини пресеци. Тоа зборува оти за време на плеистоценското доба на повисоките делови од планината, глацијацијата долго влијаела на ваквите промени и појави. Морените што стојат пред нас очито зборуваат за тоа дека Пелистер го формираат карпи со различна геолошка старост, кои според нивниот постанок се магматски, седиментни и метаморфолошки, со потекло од палеозојската и мезозојската ера и квартерната епоха. Ова му дава на пелистерскиот релјеф посебен печат и уникатност, каков што ретко може да се види по светот. Камените реки посебно го свртуваат вниманието на научните работници, но и на туристите и сите други љубители на тајните на планината. Морените на Пелистер најмногу се сретнуваат по гребенот од местноста Копанки, преку црвени стени, па се до подножието на неговиот врв. До нив најлесно може да се дојде кај локалитетите Палиснопје, Копанки, широка црвена река и на уште неколку места. Оние кои ги виделе и подолго се продлабочени во овие геолошки појави, зборуваат со вознес за нивната атрактивност и неповторливост. Тоа е простор во кој застанало времето, велат тие. Се има впечаток како од течението на камените реки извира гласот на вековите во овој препотопски предел што го поседува Националниот парк Пелистер. Поканата подолго да се престојува тука се чита од самите карпи. Кој дошол се уверил во тоа со задоволство раскажуваат туристите и останатите влюбеници во оваа прекрасна планина. Климата на Пелистер е уште еден специфичен белег за оваа релативно мала по простор планина. Во поширокиот простор на Баба планина е умерено континентална. Таа е типично планинска, карактеристична за надморските височини над 900 метри. Најчесто овде зимите се долги, со доста снег, за разлика од летата кои обично се свежи и кратки. Најстудени месеци се јануари и февруари, а најтопли се јули и август. Снегот главно се задржува од ноември до месец април, на високите врвови и нешто подоцна. Најобилни врнежи паѓаат во октомври и декември, како и во мај месец. Во летото паѓаат 16,5% од вкупните годишни врнежи. Просечната температура мерена на јужната позиција на Пелистер на надморска височина од 1200 метри изнесува 8,3 степени Целзиусови. Максималната просечна температура во текот на летото изнесува 18,4 степени Целзиусови, а хумидитетот на воздухот е 75%, со вкупни годишни врнежи од 993 милилитри. Последните години, како резултат на глобалното затоплување, забележани се и некои отстапувања во корист на повисоките температури. Сепак, глобално гледано, Пелистер има пријатна клима во текот на целата година. Оние кои почесто се во неговите прегратки велат дека не се знае кога е попривлечен. Дали кога е завиен во сред зима со боите на бескрајните белини, во лето под ладните сенки на столетните молики, во пролет со мајските цветови, или во есен со богатите планински плодови. Пелистерската вегетација во која се наоѓаат голем број дрвенести и тревести растенија има посебно ботаничко значење како природен арборетум кој се негува и чува и за идните поколенија. Во тој дел Националниот парк Пелистер како највисок облик за заштита на природата има посебна задача во негувањето и чувањето на едно од најголемите негови богатства, а тоа се шумите. Во таа насока, познато е дека во него постојат 88 видови дрвенести растенија. Сите тие систематски им припаѓаат на 23 фамилии, кои што зафаќаат 29% од вкупната дендофлора на нашата земја. Меѓу нив, голем број се ендемски и терциерни реликти. Еден од тие видови има особено значење за пелистерскиот дрвенест растителен свет, а тоа е познатиот и во светот бор молика. По површина најраспространета е буката, потоа моликата, а другиот дел отпаѓа на дабот.
Останатите дрва кои ги има во повеќе видови зафаќаат многу помали површини. Обично тоа се мешани шуми, брези, лески, уште неколку други видови на бор и други. Претходно рековме дека моликата Pinus peuce е најмаркантното дрво на Пелистер. Всушност, таа е автохтон петтоигличен вид бор од периодот на Терциерот. Овој жив фосил зачуван во ареал со специфични услови има скапоцена вредност за науката. Тој истовремено служи како неповторлив украс на планината, односно заштитен знак и на Националниот парк Пелистер. Во поширока смисла моликата е автохтон вид и биогеографски, еколошки и вегетацијски феномен, што го поседуваат во помал обем и некои планини на Балканот. Во прво време од проучувањето на научниците, моликата се сметала како некоја варијанта на сибирскиот и химелајскиот бор. Но во првата половина на 19. век, поточно во 1839 година, прв ја открил како автохтон бор виенскиот ботаничар и фитогеограф Аугуст Гризебах, и тоа токму на Пелистер. Оттаму таа популарно е позната и како македонски бор. Во англиската литература се споменува како Macedonian Pinus, во руската како сосна румелискаја, во француската Pindes balkans, во италијанската како Pino di Macedonia и други. Кај нас моликата уште ја викаат пелистерска убавица, додека во поширокиот научен свет најчесто се сретнува латинското име Pinus peuce gris. Расте обично на надморска височина од 700 до 2200 метри. Стеблата й се прави, високи и витки и достигнуваат до 22 метри. Кога се посматраат во слободниот простор, се има впечаток дека се извишуваат до облаците. Во однос на други планини и надвор од нашата земја, на Пелистер е најраспространета. Ја има во две заедници, во моликови шуми кои растат заедно со папрати и оние кои виреат на високите места каде има боровинки. Поетските души восхитени од волшебноста на овој бор велат дека погледот кон неа ве напојува со убост пред која од задоволство секнува зборот. Намерниците кои доаѓаат на Пелистер посебно се интересираат за овој ендем. Навистина, треба овде да се дојде, да се видат и овие стамени молики, за да се почувствува целата митска димензија на овој планински простор над Битола. Водите на Пелистер се уште едно неповторливо богатство кој го прават и Националниот парк неповторлив и сакан за многубројни љубители кои во голем број го посетуваат во секое годишно време. Водотеци припаѓаат на две сливни подрачја, сливот на реката Шемница и сливот на Драгор. Тие одамна се познати со својата пивкост, тоа е причината оваа вкусна и мека вода да се користи за водоводите од овој битолски крај. Многу од овие води, Сапунчица, Лак, Поток Црвена и останатите ги полнати резервоарите на градскиот водовод во Битола. Сите овие брзи, чисти и ладни води, што се провираат низ живописните планински долини, им служат на посетителите и за други потреби. Спорски риболов, уметничка фотографија, уживање во неповторливи пејсажи, одмор, рекреација и слично. Некои од нив од страна на Преспа кон Преспанското езеро во помал број му припаѓаат на Јадранскиот слив, а другите одат во правец на Пелагонија, преку Црна река кон Егејскиот слив. Доживувањето на пејзажот меѓу овие пелистерски води се одразува на нашите сетила, како некоја чудесна симфонија на мисли, компарации и метафори, еден вид естетска слика што буди во себе копнеш без почин. Освен проточните, Пелистер има и голем број неистечни води. Тоа се 3 постојани, 3 периодични и 2 повремени планински езера, од кои најпознати се Малото и Големото езеро, популарно наречени како планински очи, горски очи и слично. Всушност тоа се глечерски циркови езера. Големото езеро се наоѓа на надморска височина од 2218 метри и зафаќа површина од 4,20 хектари. Долго е 223, широко 162 и длабоко 14,5 метри. Кога е небото ведро, неговата провидност е 12 метри.
Температурата на водата мерена во месец август на површината е 15,5 степени Целзиусови, а во најголемата длабочина 7,2 степени Целзиусови. Летно време водата во езерото опаѓа за 2 метри, а во зима целосно замрзнува. Одредениот летен губиток на водата се случува по пат на подземно истекување и со евапорација. Не помалку атрактивно и убаво е и малото езеро. Се наоѓа на надморска височина од 2180 метри, долго 79, широко 68, а длабоко 2,6 метри. Неговата температура, исто мерена во август на површина, изнесува 19,2 степени, а на дното 17 степени Целзиусови. И ова езеро се полни со вода од топење на снеговите и врнењето на дождовите. Се разбира, за различни години температурата на водата на езерата е различна. Растојанието меѓу двете езера изнесува 2 километри. Покрај големото езеро се наоѓа и планинарски дом, еден од највисоко лоцираните во земјава. И двете езера се многу посетени од туристи, планинари и останати љубители на планината и случајни минувачи. Посебно се атрактивни како творечки и пејсажен предизвик. Некој внатрешен духовен немир предизвикуваат погледите кон овие езерски пејсажи, каде се спојуваат земските води, небото и белите облаци над нив. Тој миг покрај овие бистри и студени води треба да се осети, па да се свати што значи престојот и меѓу оваа пелистерска волшебност на природата. Тоа се вистински светски чуда на природата. Освен овие на Пелистер има и други води, чешми, извори, водопади, кладенци, реки, потоци и слично. Ги има речиси на секаде низ планината. Најпознати чешми се оние кај камениот мост над Трново, дрвена чешма, чешмите на Мала и Голема ливада, Палиснопје, под големото езеро и многу други. Овие води во помал обем ги има и на западната страна, односно ресенскиот дел од паркот. Најмногу водни се пелистерските реки – Шемница, Цапарска, Ротинска, Сапунчица, Брајчинска река и други. Престојот и покрај останатите пелистерски води, особено покрај нивните долини и стојалишта, со својата дивина, живо и сугестивно ја разгалуваат душата и брзо ги ослободуваат чувствата од стегите на урбаното, прозаично секојдневие. Просторот на Националниот парк Пелистер е пошироко познат со разновидната фауна. Од цицачите има мечка, волк, лисица, верверица, елен, дива свиња, многу ретко рис, дива мачка и други. Тука се регистрирани околу 130 видови птици, како што се неколку видови орли, еребици, црвено-клуката галица и други. А од рибите најпозната е пелистерската ендемична поточна пастрмка. Овој број го дополнуваат и другите видови и родови, како што се ентомофауната, со која разнобојните пеперутки даваат на околината посебна боја. Покрај овој животински свет, да подсетиме и тоа дека овде се познати и некои опасни видови на херпетофауната. Такви се влекачите отровници, змијата шарка и подскок, мно и неотровните влекачи, смок, неколкуте видови на гуштери, потоа различни видови на ракчиња, вилински кончиња и други. Поголем дел од нив представуваат како ендемити. Не е помалку значаен Пелистер и гледано во стопанска смисла. На еден дел од жителите на подпелистерските села, како што се Цапари, Ротино, Маловиште, Дихово, Буково и останатите, меѓу кои оние од Преспанскиот дел, Брајчино, Љубојно и останатите. Сопствената материјална екзистенција им е поврзана и со непосредните богатства што ги поседува планината. Тука пред се мисли на користењето огревно и градежно дрво, што е од големо значење и за градот и останатите населби од регионот. Потоа, значајно место на овој план за граѓаните од околината на Националниот парк имаат и дејностите на собирање шумски плодови, како што се боровинки, шипки, јагоди, капинки, глогинки, печурки и слично. Овие производи користени како храна се еколошки идеално чисти и барани не само на нашите, туку и на странските пазари.
Во шумските предели можат да се најдат дури и планински сливи, јаболка, круши и слично, кои заради исполнувањето на највисоко можните екостандарди имаат висока цена на пазарот. Не помалку корисни производи што се берат од планината се и лековитите растенија, кои посебно се ценети во производството на разни медикаменти, чаеви, масти и слично. Како посебен дел ги издвојуваме печуркарството, пчеларството, собирањето на шишарки и друго. Се на се планината многу дава, но тоа треба да се зема стручно, практично, знајно и со мерка и присуство на голема екосвест. Да се мисли и на идната година. Во спротивно, таквите берачи може да бидат нејзини непријатели. Уште една високо профитабилна економска гранка е тесно поврзана со натамошната афирмација на Пелистер како дестинација, која се темели на вредностите што ги поседува оваа ретко убава планина. Ова се однесува на натамошниот развој на туризмот, со сите негови видови што се резултат на големите можности на паркот. Во тој дел е и угостителството како посебна гранка од економското живење на современиот човек. Многу тукашни содржини како што се географската положба, вегетацијата, климата, хидрографијата, природните реткости, историските настани, културно-историските споменици, можностите за развој на спортот, рекреацијата и слично, се само едни од мотивите на современите глобтротери да се најдат и на Пелистер. Кога сме кај спортот, да споменеме дека токму на Пелистер ги правеше најголемиот дел од своите подготовки алпинистот Димитар Илиевски Мурато, кој како што е познато во мај 1989 година го освои Монт Еверест. При тоа, враќајќи се веќе од освоениот највисок врв на светот, нестрекно го загуби својот млад живот. Тој е прв македонски освојувач на покривот на светот. Угостителските капацитети од типот на хотелот Молика, планинарски домови, руралните смештајни капацитети и близината до градот Битола, Ресен и другите градови во Македонија, но и во соседните земји, Грција и Албанија, се дополнителна погодност за подинамичен развој на паркот и во оваа насока. Од не помало значење за развој на туризмот имаат и културно-историските споменици, старите цркви и манастири и другите многубројни траги од настани, особено од Илинденскиот период, Народно-ослободителната војна, како и од Првата светска војна, кои се одиграле на овој планински простор. Се уште има остатоци од тие времиња: бункери, скривници, магазини, митролески гнезда, движни предмети, облеки, оружје и друго. Средбата со овие артефакти го прави националниот парк привлечен за сите возрасти на посетители. Овие неми сведоци од нашето национално минато се вистински предизвик за туристите, да дојдат тука и да видат дел од нашата историја со сопствени очи, како се раѓаше и развиваше долгото и бујно минато на нашата земја. Велат, вистинската историја се гледа, а не се раскажува на кој како му одговара. Оттаму, Пелистер не нуди само убавини за почит, туку и многу други интересни нешта за неговите љубопитни посетители. Националниот парк прави се тоа да им го овозможи на најубав начин.